300 краткорочни и 20 долгорочни набљудувачи од ОПСЕ и ОДИХР ќе ги проследат претседателските и парламентарни избори во Македонија на 24 април и 8 мај. Долгорочните набљудувачи ќе бидат распоредени низ цела Македонија од 27 април во тимови по двајца во Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Струмица, Кочани, Куманово, Штип. Во Скопје ќе има 2 тима. Во однос на тоа дали е зголемен бројот на набљудувачи и имаат ли сознание за можни конфликти, Стирк кажа дека тоа е така зашто се во прашање двојни избори. Бројот на набљудувачи се заснова на препораките од мисијата за проценка на потребите. Има 2 вида на избори кои што се случуваат во ист ден. Па не вообичаено да имаме голем број на набљудувачи и дека бараме голем број на набљудувачи за двата вида избори. 300 набљудувачи ќе пристигнат непосредно пред денот на изборите за да го набљудуваат избирачкиот процес. Не даде одговор дали институциите имаат доволно време да се подготват за изборниот процес, затоа што предоцна ги усвоиле препораките на ОПСЕ кои се однесуваат на дел од измените на изборниот законник. Рече дека имале иницијален состанок со Државната изборна комисија и дека ова било нивни прв работен ден како набљудувачка мисија, па се уште работеле на проценките. Ова се 22 избори во Македонија што ОПСЕ и ОДИХР ќе ги набљудува. Последните избори што ги набљудуваше беа локалните избори во 2021 година, за кои имаше ангажирано 217 набљудувачи, а од наредната недела ОПСЕ и ОДИХР ќе почнат да ги набљудуваат и медиумите.